Голем дел од пратениците кои гласаа за отворање на уставот се по 24-часовна полициска заштита. Неофицијално под заштита на полицијата не се само 8 пратеници од опозицијата кои гласаа за, туку има пратеници и од парламентарното мнозинство кои во овој момент денонокно се чувани од Министерството за внатрешни работи. Колкава е точната бројка не се знае, но информацијата ја потврди МВР. Се преземаат соодветни мерки за гарантирање на безбедноста. МВР ја гарантира безбедноста на сите граѓани и секако на пратениците. Поради заканите кон дел од пратениците, МВР вчера поднесе кривична пријава за говор на омраза и загрозување на сигурноста против 48 годишен скопјанец поради споделена објава на Facebook. Против ГТ, 48 годишен од Скопје, поради споделена објава на социјалната мрежа Facebook, со која се шири говор на омраза и загрозување на сигурноста на пратеници во Собранието на Република Македонија. До надлежното јавно обвинителство ќе биде поднесена кривична пријава во согласно со член 319 и член 144 став 4 од Кривичниот законник на Република Македонија. Министерството за внатрешни работи нема да толерира закани по живот на граѓани и повици за насилство и ќе ја презема сите потребни мерки за одржување и зачувување на јавниот ред и мир. Според информациите, дел од пратениците сами побарале заштита, за дел одлучила полицијата по своја проценка. Вечерта по гласањето и премиерот Зоран Заев им вети на пратениците од ВМРО ДПМН дека ќе бидат заштитени не само тие, туку и нивните семејства.